Uključuj microfonul. Snimaj, ako treba ќе ми возим. Не можемо ти на лице, нека друг нега да го... Uključuj microfonul. Ajde, Вземи го Петро. Може поназад дојдете за да ја Ајде, колеги, Ајде, молам, одглави таму некој. Не може да го докачам, заглавен ми е кабел. Не го му викам, крни се малко. Каде? Запали го микрофонот, каде? Запален е, 1, 2, 1, 2. Шани го, Ми си може да држам добре. Добро си, трече. 1, 2, 1, 2. Се слушаш? Охрабруваше предлогот на судијата известител на Гушева со предлог за поведување постапка за оценка на уставноста и законитоста на одлуката за распишување на референдум со времена мерка до одлучување. Меѓутоа, очигледен беше притисокот врз судот. Одлуката на Уставниот суд за нас е неприфатлива. Судиите во расправата беа контрадикторни, имено отфрлија расправа за договорот со Грција, бидејќи не е предмет на расправа, но заклучија дека со референдумското прашање не се гласа за Европската Унија и за НАТО, туку за договорот со Грција, со кој се врши промена на името на државата и истовремено се суспендира референдумот од 8 септември 1991 година, кога народот во апсолутно мнозинство гласаше, цитирам, за суверена и самостојна држава Македонија, завршен цитат, без додавки и без придавки. Иако одлуката на референдумот по устав е задолжителна, судот за жал сметаше дека Европската Унија не е дури ниту сојуз на држави за кој треба да се распише референдум, заради што не подлежи на процедура по член 120 од Уставот. Сметаме дека одлуката на судот ќе ја зацврсти волјата на народот за бојкот на референдумот и за масовна неизлезеност на 30 септември. Затоа бојкотирам, значи не гласам. На 30 септември, во секој случај, народот пред собранието од 19 часот ќе ја прослави одбраната на името на државата. Ви благодарам. Ако има некој прашање? Дека беше